Во шумовитото и живописно северно подножје на планината Беласица, распространето меѓу соседните села Мокриево и Смолари, на надморска височина од 370 метри, е сместено селото Мокрино. Потеклото на населбата е старо. Со името Мокрани се споменува во средновековните пишани извори, односно во повелбите на Дејановик и нивната мајка Евродика од 1377 до 1378 година, кога тоа било подарено на светогорскиот манастир Свети Пантелеймон. Старото име на Мокрино не е познато. До ден денешен се пренесува легендата дека селото Мокрино името го добило по своето мокро поле и мочурливите места во својот татар. Па така, кога другите жители се преселиле на тоа место, започнале селото да го викаат Мокрино. Инаку во атарот на селото се регистрирани 4 археолошки локалитети, крај селски гробишта, Туба и Керамидарка. Интересен е и фактот што меѓу сите села, само во Мокрино не се населиле турски колонисти, односно селото за цело време во турско робство останало христијанско. Од тогаш до денес, селото се развива и прераснува во прекрасно место за живење. Денеска важи за едно од најорганизираните населени места, не само во Новосело, туку и пошироко. Ние сме многу активен народ и чист народ. Тука в Мокрно, нашето село, не е живеел турци никој пат. Били се во Мокрија, меѓутоа тука не. И народот бил многу сме заеднички соединени, мислам, кавги тоа меѓу нас не постои. И за жал само сега малку се намалија, бидејќи младите отидеа за странство, ама и тоа доаѓат тука, се за Илин што беше председател тука, се доаѓат луѓето и многу фино. А за тоа, за липата што подсети, јас на тоа се надоврзам на председател тука. Таа липа тука, што и прадедов се него, не знаат кога беше посадна, и тоа се скрши, посади име нова липа. И тука тоа е едно мало центарче на селото. И тука беше тоа некој запушил сега, благодарение со општина Ново село, на први име асфалтирамио и на таму, и на доле сега ни е супер. Меѓутоа, меѓу нас сега тука, сакаме уште да допренесеме, да направиме, ама нема ги луѓето. Соработуваме со печалбарите и секоја донација што од нас и од местната заедница и од печалбарите, секоја пара од направо место се гради по нешто. Има многу направено тука, бариери ставиме, патче доле, па ние со наши финанси капелата ги направиме и ударение на печалбарите од нашето село, предвеќе има ги голем број. И така, селото ни е сега за сега, мислам, благодарни сме со градоначалникот Блажето. Имаме многу направено благодарение на него. И ќе видите селото како ни, меѓутоа ретко останаа тие стари куќи да можеме нешто да снимаме, па ќе снимаме нешто, многу ретко се. Имаше многу убави куќи, уште кои датират од турско време, а сега се малку распаднени. Па ќе го видиме тоа. И благодарение, пак ќе кажем, на печалбарите и на место заедница, Господот Христос се врти тука добро до него и стварно за кратко време, тие нема ни полни 2 години, многу се направи. Од 1996 година Мокрино е во составот на општина Новосело. Од тогаш селото ги има сите услови за живот и реализирање на секојдневните потреби. Водовод, канализација, се градат нови куќи, се асфалтираат улиците. Иако сами се грижат за селото, од голема помош секогаш име и локалната самоуправа. Покрај многуте реализирани проекти, наскоро ќе се асфалтира и делот од регионалниот пат Мокрино-Смолари.
Овој проект е многу значаен за жителите на Мокрино, бидејќи со негово реализирање преку асфалт ќе одат и до мокринските извори. Мокрино наскоро ќе добие и нов урбанистички план, кој ќе овозможи проширување на населбата, но и на мокринските извори, а тоа значи развивање на селскиот туризам во Мокрино. Во подножјето на северната страна на Беласица се наоѓа селото Мокрино, кое граничи со селото Смоларе од источната страна и од југозападната страна со селото Мокриево. Граничи исто така со атарот на село Ново село и село Зубово. Според пописот од 2002 година, селото брои 203 семејства или домаќинства и околу 750 жители. Населението во село Мокрино претежно се занимава со земјоделски работи, а дел од нив се и на привремена работа во западните држави. Ние како локална самоуправа преземавме досега низа мерки и активности за подобрување на условите за живот и битисување на населението од село Мокрино. Ќе спомнам дел од нив. Асфалтиравме голем број на улици. Кога сам кај асфалтирањето на улици, сакам да истакнам дека ова година ќе го асфалтираме и делот од Смолари до Мокрино, тоест обратно ако сакате од Мокрино до Смолари, во должина од 4 км, ширина на патот ќе биде 6 метри, лево и десно од патот по метар ќе имаме тротоари. Средствата се обезбедени преко владата на Република Македонија во висина од 1.300.000 евра. Со оваа активност ние ќе започнеме веќе во септември месец оваа година. Понатаму за подобрување на условите за живот на граѓаните од Мокрино, ние, значи местното население и во соработка со локалната самоуправа презедува низа мерки за водоснабдување на населението со здрава вода за пиење. Во моментот тече и овој проект. Обезбедивме средства за пуштање во употреба на ново изградениот резервоар и за обновување на дел од водоводната мрежа. И овој проект е при крај, во финална фаза. Се надевам дека со овој проект сите граѓани, сите куќи ќе имаат вода за пиење, здрава вода за пиење. Во тек е изработката и на урбанистичкиот план за населено место Мокрино, со кој ќе се опфатат и мокринските извори, каде што ќе створиме услови за инвестирање во руралниот туризам. Сакам да истакнам дека кога сме кај мокринските извори е место каде што престојуваат голем број на туристи не само од нашата држава, него имаме туристи и од западните држави како што се Холандија, Италија, Израел, Словенија и така натаму. Овде општината преземе направи еден проект кој го завршивме. Проектот го обезбедивме преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Проектот не е завршен. Обезбедивме повеќе локации, повеќе места за одмор и престој на сите тие туристи и намерници на овој локалитет. Понатаму извршивме урбанизација на местноста викана Калина, во продолжение кон атарот на село Мокриево, викано местност Пирго. 14 хектари земјиште е урбанизирано со цел да изградиме етно село. За етно село веќе проектот ни е изготвен. Урбанизацијата е, да напоменам уште еднаш, дека е завршена. Сега работиме на следен проект за етно селото, а тоа е проект за линијска инфраструктура, тоест за организација и обезбедување на водоводна мрежа на етното село и за канализацијата. Откога ќе завршиме и таа активност, етно селото, тоест површината од 14 хектари, ќе биде понудена на некој инвеститор за продажба. Општина Ново село не престанува тука и понатаму ќе продолжиме со инвестирањето во населеното место Мокрино со цел да ги подобриме условите за живење и битисување на народот на село Мокрино. Жителите на Мокрино сами се грижат за доброто на местното население. За тоа говори и фактот што со сопствени средства имаат изградено резервоар за вода, кој наскоро ќе биде пуштен во употреба, па жителите ќе добијат
квалитетна и чиста вода за пиење. Со своји средства, но секако и со помош од печалбарите, тие изградија и капела во дворот на црквата. Освен што градат и реновираат, жителите организираат и селски акции. Сами ги чистат селските улици и се грижат за хигиената во целото село. Кај местноста Липата, кое било собиралиште на претходните генерации, денес е подигната чешма. Јас сум печалбар, повратник од Швајцарија. На повратното добих една голема добира во селото да бидам председател на местна заедница. Како председател на местна заедница на село Мокрино, устроиме многу работи, како капела направиме, инфраструктурно со благодарение на градоначалникот. Многу не помогна за инфраструктурата и продолжуваме и напред да соработиме со општината, така да правиме ангари. Ако не знаат луѓето што се ангари, тие се акции, селски акции, чистење на патишта, полски акции на полето, чистење патишта, многу организирано село е и го многу одржаваме. Селото ни броја некаде околу 750 луѓе. Повеќе се напечалва во сите континенти од Мокрино, во Швајцарија, Германија, Аустрија, Франција, Америка, Австралија. Секој пат имаме голема традиција. На Елини си доваѓат на 2 август и го одбележаме тај ден на Мокринските извори, ќе видите, колиме корбан. И се сите печалбари соберени тука на тај ден, на 2 август. Друго село Мокрино, како Мокрино едно, многу се работи, всичко се произведа, почнувајќи од тетерики, пченица, пченка, краставица, зелка, бостан. Многу работив народ и многу се слагаме. Голема слага имаме во село Мокрино е едно убаво село, големо село, што ето, уредено село. Сега дека сме баш на това место, Липата е едно и дедоци, прадедоци стоат тука се колеше, кога нема фриждере, тука се колеа добици, телина, свини, овци, тука се колеше и се продаваше. Виж таа една стара липа, голема липа, меѓувремено се расипа липата, значи истроши се, посадиме нова липа и чешма например тука на срцето. Да го украсиме селото и го украсиме. Животот на жителите на Мокрино навистина е убав и интересен. Имаат се што им е потребно, како за младите, така и за постарите жители. А слогата и заедничкото дружење им дава уште поголема желба. Селото да стане урбана градска населба, а секако и излетничко место за многобројните туристи кои сакаат да ги посетат Мокринските извори. Иако голем дел од населението е на печалба во високоразвиените европски земји, подоцна се враќаат и уживаат во убавините на Мокрино и дружбата со селаните. Ние сме организирани на начин, значи поголем дел од нашето население се на печалба во Германија, претежно во Швајцарија. Тоа е подолга традиција, не е од сега. Значи, во последно време тоа продолжува и со младите како тренд. Сите барат подобра екзистенција, иако јас ќе кажам дека моето село Мокрино е добро место за живење. Посебно тоа и вие самите го видовте со прекрасните природни убавини, место положбата, чиста изворска вода за пиење. Така да инфраструктура, патишта, улички, значи водоводна мрежа за пиење чиста вода.
Значи, имаме се за еден добар и скромен живот. Нашето население претежно се бави, оние што живеат во Мокрино, со земјоделие. Се произведува бостан, пиперка, пченка. Во последно време, порано многу повеќе имало сточарството било развиено. Во последно време тоа намалено, но сепак има дел од населението што се бават и со сточарство, со одгледување на ситна стока и крупна. Најголем проблем ни е во последно време миграцијата на младите луѓе, но нели, секое време си носи свое. Јас се надевам дека еден ден тие млади луѓе пак ќе се вратат тука и ќе продолжат да го развиват ова прекрасно место со своји идеи, со... Јас лично сум и производител на земјоделски производи и имам приватна трговска фирма за откуп на земјоделски производи. Тоа е период од 2005 па до денес. Легално. Во нашето населено место мое мислење, значи, за да се опишат овие убавини кои ги поседува овој крај, треба да се посети. Значи, со зборови тоа не може да се опиши. Сведоците се сами на ова природа, на ова вода, бистра, чиста, еколошки за пиење. Сега каде што тоа се мокринските извори, од кои ова вода се користи за наводнување. Значи, нашето село поседува и канална мрежа, која и до ден денеска се одржава. Имаме вработени 20 луѓе. Тоа не е пример во другите населени места. Таму се тие канални мрежи се напуштија и едноставно не функционират. Значи, кај нас има услови за наводнување, има канална мрежа, има добра почва, добра вода, ни фалат само луѓе. Значи, миграцијата си го прави своето, односно борба за повеќе пари и подобар живот, не знам. Мислам дека овде има добар живот, само треба добро да се организираме и да го продолжиме, она што го имаме наследено од оние пред нас. Како и секаде, така и во Мокрино. Многумина од жителите се иселени во високо развиените европски земји. Младите се иселуваат, но пензионерите се враќаат во своите домови. Еден од нив е и Ѓорги Дончев, кој после 34 години работа во странство, сега повторно во родното Мокрино. Вели дека животот тука не може да го замени ништо, па голем дел од пензионерските денови ги минува во викендицата, која е изградена во близина на Мокринските извори. Јас после 34 години во странство, малку ќе останех може малку повеќе, ме здравјето не ме послуши. Па дојдов и имах една замисла уште пред едно 10 години на изборите, од изворите 20 метра тука, таа викендичка направи, да го помина времето тука. Еви тоа, тогаш уште не бех дојдел тука, сега сегнак и тука го поминам моето време од кога дојдех и тоа беше една голема замисла и стварно се осеќам, си го продолжих животот, така останах горе, многу им беше тешко. Со здравје се упорувих малку, бех многу таму загрозен. Има физичка работа, знаете како се работи на градивина и ги замолувам сите кои имаат места на тоа место. Има многу, да си дојдат и да знаат својот живот.
тук јас се поминав дневно, може би од 5 часа. Се одмарам на тоа објектче тука и се собираме пријатели. Тоа ни останува, се собираме пријатели тука, си одгледувам пиперченце, красавици, тревичка, дури рибници има тука еднашко. И многу фино. И тоа пак давам апел на нашите луѓе во диаспората, кои имат услови да дојдат тука да се преживеат животот. Тоа е една убавина што не е описана. И така Господ ни дадел тај благодет на изворите и тука и да се поминат тука пензионерскиот живот, бидејќи животот е краток. Главна екзистенција на жителите на Мокрино е земјоделството. Пред речиси 50 години, голем број од местното население се занимавало со одгледување на ориз, пченка, пченица, памук. Сега речиси сите се насочени кон бостан и пиперки. Никола Гочев е еден од земјоделците во Мокрино. Неговата приказна би требало да се слушне. Раскажува како порано се обработувале земјоделските површини, а како сега. Денес земјоделските посеви ги наводнуваат со чиста изворска вода, која истекува од мокринските извори. За земјоделието в село Мокрино, поранешните години преди 40-50 години се одгледуваше ориз, пченица, пченка, фасул, памук, значи од старото време. Тоа се огледуваше в село Мокрино. Бидејќи после тие култури се намалија, оризу се намали, почна со пиперката да работат повеќе. После пиперката тутун, почна и со бостан. Бостанот кај излезе, тие другите памук, тие оризу замина од село Мокрино. Се работеа и краставици, пиперки, катуфоли, значи френки, значи това се работеше, ама повеќето почна на бостан да се работи. Тука и кикирики, фасул, се другите за земјоделските работи се работеа тука у село Мокрино. Пред 40-50 години Мокринското поле и Подгорие, цела Подгорија, што се наречува Подгоријата и другите села, земната се обработуваше со којни на орање, со биволи, со говеда, значи тоа е преди 50 години, ти кажувам. Значи, това поле што го гледате, се работеше со дзегвар, со волове, со којни, со биволи, што се садеше ури. После тоа замина, самото време се иде и со трактори се работи. Това поле што го гледате од времето на Леориездо со изворските води се наводнаваше. И до ден денеска пак се наводнава. Значи со изворската вода. Значи ако не е таа изворска вода, нашето село не може да изваде ран производ, дали чушчи, дали френци, дали краставици. Значи водата. А и сега во последното време, можам да кажам 10 години, не смееме на пиперо да пуштаме од изворската вода. Бидејќи дали ладна водата и го уништува пиперо. Значи, ние тука што сме, се гледаме некој пипер да го садеме, кој не му треба вода или кој има некоја пумпа да го наводнува. Иначе така не бива. Зелката може още издржува таа култура за да може да се ваде со изворските води. За откупните пунктове за сега имаме многу добар откуп тука у село Мокрино. Плюс тоа што откупува
што го откупува производот е и он земјоделец. И ни помага многу само да имаш приход, да извадиш, он го зима, значи не е проблем. И квалитет се тера денес. Затоа сме најмногу задоволни од село Мокрино, бидејќи што не одеме на страна, цената колку е толку, си имаме добар магазин, кој е и он земјоделец, и си директор, мислам, и ни помага за ѓубрива, ако немаш ѓубре, ти даде, после му откажаш роба и тоа иде согласност. Мокринските извори се препознатли белег за село Мокрино. Се наоѓаат на падините на планината Беласица, на надморска височина од 300 метри. Од трите мокрински извори истекуваат 40 литри вода во секунда. Температурата на водата е секогаш иста, без оглед на тоа која е температурата надвор. Потокот што потекува од изворот никогаш не замрзнал. Ова се должи веројатно на големата длабочина на изворот и силината на водата. Мощне е интересен нивниот спој со дрвјата, столетните стебла на јаворите, од чии корења извира вода. На ова место, секоја година на 2 август, се собираат жителите на Мокрино и сите околни села. Доаѓаат луѓе и од цела Македонија. Се дава курбан во чест на водата. Обичајот е многу стар, а детот за давање курбан никогаш не бил прекинат, освен еднаш. Само неколку денови потоа, изворот пресушил. Следната година на истиот ден Илинден, мештаните пак се собрале, заклале вол, го направиле обичајот. На 4-ти, како Божјата рака да ја одврнала славината, вода од изворот повторно потекла. Од тогаш наваму, ниту една година не е прескокнат датумот. Наоѓаме се на Мокринските извори. Мокринските извори значат многу за село Мокрино. Не за село Мокрино, него за можда за цела Република Македонија. Мокринските извори се една вода што е најчиста вода в Европа. Тука на това место дека стоиме изворто, на 2 август колиме курбан за водата. Това е традиција на Мокрино и местна заедница това го работи секоја година. Се збира народ тука, правиме манџа, на сите поделуваме манџата, на сите гости кои доаѓаат и од странство, и од Мокрино, и од другите села. На сите добиват тука рачок на 2 август. Мокринските извори се нешто интересно на подножието на Беласица, пошто таа вода на нас вреде многу за наводнување на Мокринското поле. Ако не се заколе корбан една година, беше тоа 74-та година, и јас бех тука 75-76-та, не се коля корбан, дојдееме за преводата. На Ѓурѓев ден дојдееме, заклаеме едно јагне, водата па дојде. Значи, неопходно е традицијата на Мокринските извори да се прави на Илинди на 2 август, корбан да се коли. Да не биде водата стално на това ниво како сега што е. Не е само тај извор, тука на тие извор се најдат 9 извора. 9 извор, сите функционират, сите са извори. Како кажам? Туристи има ли? Туристи, јас за викендот може да ви кажам, секој викенд од петок до неделја најмалку по 200-300 коли доаѓаат тука. Од сите краишта од Гостивар, од Кичев сум ги дал регистрации, Скопје, Штип, Велес, Струмица, така и така, нели нормално. Од Струмичи села всичко тука за викендот. Нешто што јас не бе го видел, јас сум, како што го жах, повратник од Швајцарија. И многу, сите сакаат да се врнат, ето, нашата, секој си терат својата екзистенција, за повеќе пари, за тие работи, а јас мислам дека сите
сите в душата го носат Мокрино и Мокринците. Ланската година господин Блажо Велков, граначко на Ново село, той го организира за извор да се до града и го направи фантастично место за туристи. Ако не беше Блажо Велков, не може да има днес това. Поминал на пато тук Мокрино Смоларе, ќе биде един најфреквентен пат, што ќе имаме още с големи на туристи. Значи кажаваме, викендова препълни изворто, пато кога ќе помине Мокрино Смоларе, ќе биде фреквентен пат от Струмица, от цела Македонија до Колешки водопаде, Мокрински извори, Смоларски водопаде, ќе кружи преко Ново село и за Струмица. Значи ќе биде најефикасно место, кој ќе дојде нема да се сигурно нема да се пожали оте лошо под планината на Беласица, под подножјата на Беласица сигурно е едно убаво добар воздух. Нашите извори се гледате сами едно добар воздух, добро подножје за уживање, за пикник, за се. Поради количеството и силината на изворските води, порано околу нив имало многу воденици, кои произведувале брашно и сточна храна за жителите од овој крај. Веќе за жал не постои ниту една. Последната која остана е на Мирчо Пезулев, но истата не е во употреба од 1997 година. Таа полека умира и станува минато за жителите од овој крај. По смртта на нејзиниот сопственик, таа остана напуштена, а Мирчо има голема желба да ја обнови. Дали тоа ќе се случи, ќе покаже времето. Воспротивно, воденицата ќе представува само туристичко место за посетителите. Воденицата постоја многу стара воденица. Јас сам веќе 48 години од Казан, значи дедо ми работеше тука и он негде 90 некоја таму почина. Предходно неговиот татко работел тука и после неговата смрт татко ми и он работи едно 2-3 години и он почина. Јас после идех во странство, значи така да многу години воденицата залежна веќе. Не работи, ама се уште ја одржаваме, да? Уште е на ниво. Тука имало исто уште 2-3 воденици надоле, они се разпаднени веќе. И се мелјало, јас малечок, кога идех тука, дедо ми кога работеше, значи, се мелеше жито, а предходно се е лупило и ориз. Садело се тука, значи ориз, он се е лупил тука, кацал, преработувал и се е продавал, значи. И нон-стоп се работеше, значи дедо ми кога беше тука, знам тука, значи още не беше това, беше по-старо тука, народу идеше от селото, оставаше тука, например, ќе остава он да меле, они се следат надоле, ќе се работат по нивето, кога се върнат после вечерта, ќе поминат и си го земат брашното и така, и по-здрав бил и народу по-рано, значи, ка се е ранил от тука, от воденицата, ка се е мляло брашно, сега веќе, значи, по-природно било, значи, по-убав живот е имало. И така. Воденицата напуштена негде од 97 година. Значи не работи, не е функција. Јас не бех тука. И така, кога си идеме само лет тука по 1-2 недели, 3 таму на одмор, ќе дојдеме, ќе видиме само и така. Сега веќе утка е напуштена, има ли интерес за туристите? Они се интересираат што е идат? Има, значи јас од ланската година веќе останах. Тука веќе и гледам доста народ иде, значи доста туристи идат. Ама треба и имам на план, значи, да го пуштам функција, да го обновам, значи, да може да се види како што, значи, ако треба и ако може да способме да работи. Ти знаеш да мелеш на воденицата? Да, јас сум, мислам, малечко кога бех, доста години бех тука со дедо ми, знам секој как се работи, например, и така да нема проблем да се успособи. Рачунаме да се успособи во наредниот период. Во центарот на селото е лоцирана црквата Свети Константин и Елена.
Изградена е во 1875 година, а осветена една година подоцна, во 1876. Божјиот храм е стара градба, но наскоро ќе се реновира фасадата. А од неоддамна се отвори и капела, која е донација од жителите, но и печалбарите. Дворот околу црквата е прекрасно уреден и представува место за спокој и мир на секојдневните жители. Црковниот храм се вика Цар Константин и Царица Елена. Направена 1875 година. 76 е осветен, значи околу 140 години постои тој храм. Во него сите луѓе доаѓаат од цело село, се венчават, се крштават, се исповедат, се причестуват и си го тераат спасот за спасение на душите. За големите празници постата е многу. Например, на Богородица цело село иде. На Великден цело село иде. На Божик иде цело село, на Тодоров ден. Целиот народ од целото село доаѓа тука за да се помоли, да благодари на Бога и да се моли пак за спасение. За време на Водици, како и во другите села, тука отслужиме службата, од тука се почнува, па до Гаврово се води и после излеваме тука на базенто, фрляме го крсто, се фрлаат неколку деца, некој го најде и кој го најде, на него му се дава некоја награда за утеха или за чест, за спасение на човеците. Наскоро ќе се реновира црквата, а добивте исто така и капела. За црквата добиеме одобрение да се реновира, да смениме керамидите, оти понекаде тече. Тие не се менени веќе 37-8 години. Ќе ги промениме керамидите, фасада ќе удариме нова, од внатре не смееме да правиме ништо, само од вонка ќе го оправиме тоа, капела добиеме, благодарение на местната заедница и на иселениците што са од Мокрино по другите држави. Они дадоа пари и направиме капела. И си има и капела, и црква, и храм, се живо. Подрачното основно училиште Видое Подгорец е дел од истоименото Централно училиште од Колешино. Изградено е во 1957 година, а со тек на времето се реновира и представува вистинска образовна институција за жителите од ова место. Сега во училиштето учат 13 ученика во комбинирани паралелки. Како што ни раскажаа жителите, од тука има излезено доста учен кадар. Професори, лекари, доктори на наука, магистри и глумци. Значи се наоѓаме во подрачното училиште Мокрино. Тоа е подрачно училиште во склоп на Централното општинско основно училиште Видое Подгорец Колешино. Зборувам едно подрачно училиште затоа што Централното општинско основно училиште Видое Подгорец Колешино постојат две подрачни училишта. Подрачно училиште Мокрино и подрачно училиште Мокриево. Во подрачното училиште во Мокрино се опфатени учениците од оваа населено место, значи не ни доаѓаат деца од други населени места. Овде се изведува настава од прво до пето оделение. Училишната зграда во ова населено место е изградена уште од 1957 година, каде што местното население со свој самопридонос ја изградиле оваа училишна зграда. Во текот на сите овие години, значи училишната зграда повеќе пати е реновирана, така да е сменет кровот на училишната зграда, подовите во сите простории во училиштето, вграден е санитарен јазвол внатре во училишната зграда, во добра соработка со општината, поголемиот дел од училишниот двор е ограден, игралиштето е проширено. Значи се прават напори и од наша страна и од општината да се обезбедат основни услови за одвивање на наставно-воспитниот процес.
Овде наставниците изведуваат современа настава со примена на современи методи, техники, согласно Законот за основно образование, Министерството за образование и Бирото за развој на образованието. Овде загрижува фактот што од година во година не се намалува бројот на учениците. Оваа година имавме запишно вкупно 13 ученика во 2 комбинирани паралелки, и тоа прво и второ оделение 6 ученика, четврто и пето оделение 7 ученика. Причина поради намалувањето на бројот на учениците е миграцијата село-град, а една од поголемите причини е што младата популација ни се иселуваат во западноевропските земји. Овде наставниците, како што кажав, изведуваат современа настава, во текст сме се сите посетуваат обуки, семинари, се спроведуваат како во селата, така и во градот, се применуваат современите методи и техники во современа настава. Колку што сме во можност, обезбедуваме наставно-образовни помагала по сите наставни предмети за професионално извршување на наставата во ова училиште. Освен редовната настава, овде наставниците изведуваат и во наставни активности, така да по повод празници, како што се Нова година, 8 март, наставниците приредуваат свечена академија, ги вклучуваат сите ученици со приредби пред родителите, исто така по повод детската недела, значи се прави прием на првачињата, свечен прием на првачињата, имаат повеќе во текот на првата целосна недела од октомври, значи таа е детска недела, се преземаат повеќе активности. Децата имаат прием кај градоначалникот, добиваат маркици, беџови, го читаат ветувањето за прво оделение, значи има свечен прием на првачињата во детската организација во училиштето. Ова е крај на приказната за село Мокрино, едно од најубавите населени места во општина Ново Село. Доколку никогаш не сте биле на Мокринските извори, дојдете и уживајте во природните убавини и прекрасни пејсажи што ги нуди село Мокрино.